Добро утро. Денешна наша соговорничка е Марија Топузовска Латковиќ од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, а во врска со студијата за жените во 2020 и 2021 година во Република Северна Македонија на Фондацијата Фридрих Еберт. Па добро утро, доколку имаме Марија. Добро утро. Излезе дека оваа недела, овие минути што ги посветуваме на женските теми во утрински брифинг, целосно ги посветивме на оваа сеопфатна и голема студија. Од една страна затоа што е тоа една од најголемите досега направени, кои што се однесуваат на жените во нашата држава, и од друга страна затоа што овие навидум сувопарни статистички податоци всушност ја раскажуваат приказната за жените во нашата држава. Кои се нивните вредности, во што веруваат, за што се застапуваат, што се нивните задоволства. Може би дел е и од тоа што во иднина најверојатно голем број на организации и други заинтересирани ќе ги користат токму овие податоци до кои што дојдовте во ова истражување, во кое што нели учествува неколку научници и од вашиот институт. На почетокот какви беа методолошките пристапи и зошто е ова најсеопфатната досега студија? Благодарам. Значи, методолошкиот пристап се базира врз комбинација на квантитативни и квалитативни техники, истражувачки. Па така беше спроведена капија анкета на терен, при што примерокот беше се состои од 1064 испитанички и исто така беа спроведени и електронски интервјуа 12, значи примерокот 12 испитанички. Кога имам ваков примерок кој што е репрезентативен на национално ниво, со маргинална грешка 3 и ниво на доврба 95%, може да кажеме дека сите резултати може да се генерализираат, односно важат не само за примерокот, туку за женската популација во целост. Истражувањето се спроведе во октомври и ноември, токму на почетокот на вториот грант, што представуваше одреден предизвик, но ние успешно го надминавме тоа. Да, колку испитанички имате вкупно во оваа студија? 1064. Значи тоа е репрезентативен примерок за целата држава. Да. Добро, вашите области со кои што вие конкретно се занимававте во оваа студија се верувањата, довербата, задоволствата, многу интересни всушност области. Во што веруваат жените од македонската заедница, во што веруваат жените од албанската, од другите заедници. Па ќе можете ли повеќе некако да ни ги сублимирате овие ваши резултати до кои што дојдовте? Да, во првото поглавје кое што јас го работев, ги испитувавме вредностите на жените. Па така дојдовме до сознание дека на жените им е најбитно во животот да живеат во добра, безбедна, перспективна земја, да формираат семејство, да имаат сигурно работно место, да бидат независни, но сепак, иако на генерално ниво овие вредности не кажуваат дека на жените им се најбитни сигурноста, независноста, кога направивме статистички анализи, видовме дека има разлики, особено според етничката припадност, па така кај жените од македонска етничка припадност се забележа дека се доминантни вредностите за хедонизам, самореализација, социализација, додека пак кај жените со албанска етничка припадност излезе дека се побитни вредностите поврзани со почитување на религијата, традицијата, но и политичката активност и граѓанскиот активизам. Значи, навистина имаме разлика во вредностите. На што се должи таа разлика според вас? Па сепак се должи на патриархалната матрица, која што е застапена доминантна во земјата, на традицијата, разлики во воспитувањето и така натаму, и нели вредностите кои што се промовирани во заедниците и на ниво на општество. Добро, а кои се другите, да речеме, сфери од оваа ваша област? Да, па понатаму беа аплицирани неколку скали. Имаше скала за
родова еднаквост, скала за родова перцепција на општествените улоги. И за овие две скали е позитивно тоа што барем на когнитивно ниво жените во нашата земја се стремат кон родова еднаквост. Но зошто велам на когнитивно ниво, бидејќи понатаму во поглавјето семен и социјален живот видовме дека на ниво тие прават нешто друго. Значи, оваа родова еднаквост не постои баш. Да, беше кажано, ја слушав презентацијата ваша кога ја промовиравте оваа студија, рековте дека со неколку поспецифични прашања, потоа дојдовте до резултат дека всушност кај самите жени не е препознаена таа родова нееднаквост. Кои беа тие поспецифични прашања што всушност ви покажаа? Точно. Значи, затоа како истражувачка лимитација на студијата можеме да се запрашаме како го сваќаат концептот за родова еднаквост и равноправност жените, бидејќи понатаму произлезе дека во рамки на семејството, во рамки на домот, жените го сносат најголемиот товар, односно тие се одговорни за чистење, пеглање, перење, готвење, грижа за децата и така натаму. Исто така дека во 66% кумулативно одговориле дека мажите кои што се вработени немаат многу време да се посветат кон семејството. И тоа се ни кажува дека тие се презафатени и со неплатена работа во домот. Како што потврдуваат податоците Државниот завод за статистика, што велат дека 3 часа плюс работи неплатена работа жената. Но кога ги запрашавме како би оцениле родовата еднаквост во вашата врска брак, тие дава висока оцена 4 на скала од 1 до 5. И понатаму како би оцениле поделбата на одговорностите во домот, тие одговориле дека е фер ваквата поделба и дека е правилна, што значи дека овие одговори едни со други се по контраст. Често пати кога говориме... Тоа нас како... Да? Извинувам. Значи тоа исто така дава сомнеш и предмет за понатамошни истражувања, да се види прво како жените го разбираат овој концепт за родова еднаквост, или пак може би го разбираат, но сепак ја прифаќаат оваа традиционална поделба на улогите, како нормално. Често пати говориме за стереотипите или стереотипните улоги во општеството кои што, еве, и од вашето истражување се гледа дека не се баш препознаени до крај. Точно да, стереотипите постојат, особено на Балканот и во нашето општество. Тие представуваат бариери кои што можат на жените да им го лимитираат нивниот развој, можните перспективи. И затоа е многу битно сите засегнати страни заеднички да работат во образованието, образовните институции, вие како медиуми, да се разобличат овие стереотипи, што повеќе да се споделуваат успешни приказни за жени, каде што ќе видиме дека жените не се само одговорни во домот, туку тие се вработени на обучувачки позиции, донесуваат одлуки и така натаму. Ова е многу интересно што го велите дека треба да се прикажуваат успешни приказни. Зарем не мислите дека треба да се говори за проблемите во медиумите, особено за оние секако дека треба, да, секако дека треба, тоа е можно битно, но некако ние кај нас стана тоа тренд да се говори најчесто за проблемите. И понатаму тоа како да важи за сите, има проблеми, така нека продолжи, сите се со проблеми. И затоа велам јас потенцирам и во претходните студии за жени каде што сум учествувала, многу е битно да се потенцираат успешните приказни, кои што ќе делуваат мотивирачки и стимулативно врз останатите девојки, девојчиња и жени. Да, но од друга страна во одделот кој што се занимава со тоа во кого и во што има доверба жените, излегува дека најголем процент е на довербата кон сопственото семејство, дека жените малку им веруваат на сите оние институции, медиуми, невладини организации кои што се надвор значи од нивното семејство. Така е. И со претходни истражувања се потврдува тоа дека довербата не само кај жените и кај мажите е ниска во однос на овие entитети. Меѓутоа, знаете, и секогаш е довербата највисока во семејството, во најблискиот круг на
членови на семејството и пријателите, за многу прашања. И за вработување тие се ослонуваат на истите луѓе, и оние кои што заминуваат во странство повторно се ослонуваат на роднините, па така и по ова прашање. Генерално е така. Битно е ние да знаеме дека довербата наједноставно може да ја дефинираме како верување во туѓите добри намери, кои што исто така и се и честни, како и способноста. Па можеби, еве како моја нека препорака и решение, е сите овие институции, entитети да работат на тоа да покажуваат грижа за другите, беневолентност, да покажуваат интегритет и кредибилитет, како и високи нивоа на компетентност, дека знаат да го прават тоа што треба на најдобар можен начин. Па на тој начин можеби ќе се подигне нивото на доверба. Добро, оваа студија да кажеме и тоа дека може да се прочита на интернет страницата на Фондацијата Фридрих Еберт, а на професорката Латковиќ и благодарам за ова кратко, но ми се чини содржајно сумирање или резимирање на некои од резултатите до кои што дојдовте во оваа сеопфатна студија. Ви благодарам и се надевам ќе се слушнеме повторно со некоја од темите што ни се од интерес. Ви благодарам многу на вас.